Добар ден, почитувани, ова е магазинот за родителство, 0+ месеци. Зимата носи полни чекални во педиатриските амбуланти. Течење нос, кашлица и висока температура кај децата се секојдневие за многу семејства. Сето тоа е проследено со безброј дилеми. Дали температурата е опасна? Кога навистина се дава антипиретик? Дали секоја температура мора веднаш да се симне или во одредена возраст може да се почека до 38,5 степени? Може ли мачкањето со алкохол, раке и други народни методи навистина да помогнат да падне температурата? Кога има смисла да се прави крвна слика по качувањето температура, поточно ЦРП? Зошто не треба да се брза со лабораториски анализи? И кога треба да се даде антибиотик? Бројни дилеми за зимските вирусни инфекции кај децата. Разговараме со примариус доктор Лидија Спасова, специјалист по педиатрија. Останете на Телма, а поставете прашање во програма. Покачена температура до 38,5 кај дете. Да се почека со спуштањето или пак веднаш да се направи тоа. На оваа тема денеска разговараме со примариус доктор Лидија Спасова, специјалист по педиатрија од ПЗУ Капештец. Докторке, добре ни дојдовте во студиото на Телма. Добар ден. Добар ден, добро ве најдов. Поздрав до вас, поздрав до гледачите и среќна нова година, особено на моите најмали пациенти. Докторке, вашите најмали пациенти сега многу често се во чекалните на педиатриските амбуланти. Зошто во зимските месеци децата толку често се разболуваат, особено оние што одат во градинка? Дали може би се работи за студеното време, намален имунитет во студените зимски месеци, поголема фреквенција на вируси, што е причината? Значи имаме тука повеќе фактори, ќе ги наброиме. Вирусите ги има и летно време, ние знаеме стомачните вируси летно време, па и Ирино знае вируси. Меѓутоа, што е фреквентно сега? Значи, не е само грипот. Фреквентни се сите вируси, сите риновируси, аденовируси, инфлуенца А, Б, параинфлуенца, особено респираторно синцитијален вирус. Значи, сите се актуелни. Зашто баш сега, во овој период на годината, уназад да вратиме, секогаш истата ситуација е. Значи, на вирусот особено му прија студеното и суво време. На тоа време, во таква ситуација, вирусот најлесно и најдобро се размножува и најдолго обстојува. Тоа е од страна на вирусот. Што е од страна на луѓето, од страна на децата луѓето? Значи, прво, самата слузница на носот, на устата, многу често е сува при промена на температурата, надвор студено, внатре топло. Таа е сува и како таква станува многу попропуслива за вирусите. Значи, таа неспецифична бариера, неспецифична заштита кај организмот закажува. Од една страна. Од друга страна, локалното разладување, студенилото го намалува имунитетот кај децата, бидејќи збориме сега за децата. Трета работа е што самиот тип на исхрана не внесува доволно витамини за разлика од летно време. Значи, тука имаме многу често недостиг на С витамин, многу често недостиг, особено на Д, на што инсистирам, бидејќи порано мислењето е дека само беше за рас, за коски и така. Не, тој директно влегува во имунолошките процеси, така да во овој период е извонредно потребен кај децата. И последна работа е затвореноста на средината. Нели, сите сме дома затворени. Во топли простори, градинки затворени. Се мислите летно време тоа све е отворено, све се луфтира, а сега сите затворени сме. Сето тоа допринесува за една ваква ситуација да се јави просто една епидемија, не само на еден вирус, не само на грип. Имавме можност вчера да слушнеме негде околу тестираните околу 35% се позитивни на грип. А останатите, значи сите вируси ни се во оптек, а тука не доаѓаат и така наречените настинки. Па можеме и тоа да го објасниме. Што подразбираме под настинка? Дали настинка се случува поради промеја и студено време или пак сепак во позадина стои некој вирус? Значи во позадина стојат некои вируси кои што се полесни вируси. И како ние ќе разликуваме настинката? Настинката почиња постепено. Значи почнува носе цури, па подкашлува, па подкивнува детето,
па може и на тоа да се заврши. Ретко кога може да има една субфебрилност, една послабо покачена температура и обично на тоа се завршува. За разлика од класичните вирусни инфекции или за разлика од грипот, кои што почнуваат промптно. Одеднаш, од пуно здравје, детето било во градинка, игра дома и одеднаш го гледате клапнува со висока температура, тоа се веќе сериозни вирусни инфекции, каде што понатака треба да се обрне повеќе внимание. Колку настинки или пак вирусни инфекции, па дури горно респираторни, се нормални кај децата кои што одат во градинка во текот на една година. И дали децата на кои што постојано им тече носето и постојано кашлаат, значи дека се постојано болни? Да, значи некаде се мисли и до 9 инфекции респираторни во текот на годината. Кај деца што идат во градинка е нормална ситуација. Професор Несторовиќ велеше секој месец. Секој месец по неколку дена е нормално детето да е болно. Зошто? Затоа што се запознава со еден куп нови вируси. Постојано е во средина каде што циркулираат вирусите и нормално тоа реагира. Сега тоа е многу драматично за родителите, нели? Кој ќе дојдат они, па моето дете е постојано болно. Дури ми се случувало, почекајте, седнете во чекална. Прашите ги се следните што доаѓаат, колку често е нивното болно, да видите дека не се случува нешто страшно со вашето дете, него едноставно тоа се запознава. Тоа е запознавање со еден куп нови вируси. Што беше следното прашање? Што значи покачена температура? Дали е таа пријател или пак непријател за детето? Значи, прво да расчистиме. Покачената температура е пријател. Покачената температура значи дека организмот имунолошки реагира. Од каде доаѓа покачената? Кој е тој што ја покачува температурата? Мозокот. Секогаш што им го објаснувам. Значи, мозокот е тој што ја дига температурата на повисоко ниво. Зошто ја дига? За да се активираат имунолошките процеси. Значи, насилното симнување, а после ќе збориме што подразбирам по тоа, практично ги прекинува имунолошките процеси. Јас тоа многу често и го кажам на пациентите и при вакцинација. Дали докторке да дадеме превентивно парацетамол уште пред да ја прими вакцината за да не добие температура? Не, ни случајно. Па тоа и пожелно е да ја добие таа температура. Значи организмот примил, реагира, значи ствара имунотела ствара и нема потреба. Сега значи до кога би ја толерирала. Најнапред, дали вистина има детето температура? Од таму би тргнала. Многу често ќе се јават родителите, детето има 37 со 4 температура. Дома сауна, наравно. И сега прв совет. Ајде се облечете го, дајте му нешто да се напие, оладете го и да почекам. И многу често, па си изгуби температурата. Да, па си изгуби, па тоа било претоплено, немало температура. Значи, прво да видиме дали детето воопшто вистина има температура. И сега, колку би биле толерантни. Во принцип на Запад, дури не сакат ни да ви закажат лекарски преглед пред да пројдат 2 до 3 дена во таа фебрилна состојба. Меѓутоа, има една шема, не е шема тоа, правило, значи, кај која возрастна група колку би почекале. Значи не е исто. Апсолутно. Не е исто кај бебе и кај дете од 3-4 години. Значи, ние, кога имаме фебрилно бебе, под бебе подразбирам од 0 до 3 месеци. Тоа е ургентна состојба. Значи, кај доенчето не се чека воопшто? До 3 месеци апсолутно не. Тука веднаш треба да се јават на лекар, кај матичниот свој лекар, па тој ќе види дали ќе почека, дали ќе преземе нешто, дали ќе прави лабораторија. Тоа е тој што одлучува, по кои критериуми тоа ќе? Па по состојбата на детето, општата состојба. Значи, температурата не е најважната работа. Секогаш ние кога ги распрашуваме пациентите, добро, да, има 38, 39 температура, каква му е состојбата на детето? Дали е свежо? Дали си игра? Дали е клапнато? Дали пие течности? Дали јаде? Дали е конфузно? Значи, милион прашања кои што ни зборат за општата состојба на детето. Значи,
да завршиме со тоа дека бебиња од 0 до 3 месеци не би требало родителите сами на своја рака да чекаат, да преземаат и така, освен ако се некаде надвор, што сега се случува си со мали бебиња, тогаш контактот со матичниот лекар треба да биде директно, да се договорат, додека да дојдат, што треба да направат со бебето. Во секој случај, мајката, ако го дои, најпаметната работа е да продолжи да си го дои детето, да не експериментира. Веќе на возраст од 3 до 6 месеци. Ние може тука да почекаме до 38 температура, да видиме што ќе се случува со бебето и во таа возрастна група, оно што би можело да се даде за симињање на температурата, тоа е парацетамолот, единствено. Сега прв избор. Да. Како во кој облик. Значи, него го имаме во повеќе облици, меѓутоа и препорака на Светска здравствена беше да се дава во облик на чепчиња. Зошто? Затоа што дете од 3 до 6 месеци, значи кога е фебрилно, тоа има една централна надразба. Замислете го тоа дете кој што скоро и ништо не пробало друго осем млеко или мајчино млеко и одеднаш му давате нешто што и колку да се трудат не е баш многу вкусно. Значи 80% да го повратат. 80% дека ќе го поврати. Најчесто е тоа. Ако ќе се надразне да повраќа, па тоа крај нема, па влегуваме во друг проблем на дехидрација и така. Така да најбезболно, наједноставно, најбрзо се чепчињата да се дадат во таа возрастна група. Чепчињата може и до година дена. Ја ги сакам затоа што точно тоа некако брзо ни го решаваат проблемот, а не предизвикуваат опште пасеината децата во тој период. Па не ќе ништо да прими на уста, нели ќе ми се јават, не ќе докторка, чепче ќе стаеш ако не сака. Али ние треба да симнеме температурата. Веќе на возраст поголема, од 6 месеци таму до година и над година, можеме да чекаме до 38,5. Во западните зими чекаат и до 39. Значи, ние даваме во тој период шанса на организмот да ги активира своите имунолошки процеси. Значи, ние не го чекаме тоа за да видиме, и сама не знам што би виделе, него ние му даваме шанса на тој организам да се бори со вирусот. Бидејќи, ако ние уште 37,8 имало детето, спуштаат температура. Ние ја прикинуваме тој имунолошки одговор. Ние не му помагаме на тоа дете, него му одмагаме. Така да постојат други начини ние да му помогнеме. Да, тоа гори, кенкаво е, плачливо е, што, значи, постојат други работи кои што треба да ги направиме, а не веднаш да трчаме со давање на антипиретици, а не, дај Боже, мислам, има една лоша навика кај нас. Прво што прават антибиотик, пошто сите имаат во резерва дома антибиотик, без никаков критериум, веднаш се раствара сирупчето, се дава и стално јас од кога ќе го слушнам и слушам сето тоа што е направено, ќе прашам и што се случи од кога го дадовте антибиотикот? Ништо, температурата уште се качи, па ќе се качи секако. А им постои убедување дека антибиотикот всушност се симнува температура. Одма ќе симне температура, нема шанса. Тоа е мит, да разјасниме. Мит апсолутно, мислам, нема веза. А после кој би требало да биде први? Да, после 6 месеци, значи го спомнав парацетамолот. Во облик на чепче, во облик на сирупче, пожелно е чепче да биде барем до 6 месеци. Над 6 месеци више може да се воведе и ибупрофенот. Значи, него го има во комерцијала во разни облици и со разни називи ги има. Ајде да го спомнеме нашиот алкалоидовиот блок Макс, нели? Неофен и така натаму. Значи, тој може да се вклучи негде на возраст од над 6 месеци, не пред 6 месеци. И сега смее ли да се даваат наизменично овие антипиретици? Да речеме парацетамол, па по неколку часа ибупрофен, особено доколку температурата е упорна и не се симнува. Дали е тоа безбедно? Да, сега, значи, прво да разјасниме дека не смее да се даваат двата истовремено. И тоа се случува. И едно, па не прошло 15 минути, температурата не се симнала, па одма другото ќе се даде, ни случајно. Значи, си има
пропишана доза и пропишано време траење, односно број на дози за 24 сата кои што може да ги повториме. Парацетамолот иде 10 до 15 милиграми на килограм телесна тежина. Матичниот лекар ќе ви израчуна према тежината на детето колку милилитри треба да дадете. Ибупрофенот иде 10 милиграми на килограм телесна тежина. Тој иде 3 пати, значи некаде од прилика на 8 сати, за разлика од парацетамолот кој иде и до 4 пати на секои 6 сати. Сега што се случува? Не е пожелно да се мешаат, меѓутоа кога е ситуацијата таква да детето гори од температура, сите се панични, мора да се си минја температурата, може. Ние викаме сендвич терапија. Меѓутоа тоа трае во можда најкритичен прв ден, додека најкритична е состојбата. После тоа ќе си преидеме на еден од антипиретиците. И како изгледа тоа? Значи, даваме парацетамол. Неговото време траење, значи следното, односно ибупрофен, да почнеме со него. Ибупрофен 8 сати, следното давање, негово е после 8 сати. Не смееме да го скратиме. Значи не сме порано да се даде. Не смее да се дава порано. Температурата е упорна. Температурата е упорна. Тогаш ние може да убациме измеѓу парацетамол. Значи, затоа ја велам сендвич терапија, затоа што меѓутоа не се заедно, не се истовремено, го запазуваме, дозажата ја запазуваме, не смееме повеќе од дозата да дадеме. Колку часа да дадеме парацетамол? Негде после 4 часа, па ќе држи. Ибупрофенот првите 4 сата сигурно ќе држи. Секако да не очекуваме од кој ќе дадеме антипиретикот дека у првите 5 минути паѓа температурата. Значи, бидете трпеливи. Во тек на првиот час, секако ќе почне да паѓа. Како ќе осетите дека ќе почне да паѓа? Детето станува посвежо, почнува да се поти. Сега тука да нагласиме, околу тоа потење. Има митови многу, нели, кој ќе почне да се поти, да се завитка топло кебе, да се препоти. Ни случајно. Ни случајно. Значи, идејата ни е да падне температурата, вазодилатација да се направи, а не ние уште повеќе да ја креваме температурата. Ни случајно. Значи, раскомотете го детето. Една од работите додека чекате да почне да делува, че прва линија на смињање температура ни е антипиретикот. Втора линија, да се раскомоти детето, да се раскопча, да се не голо да биде, меѓутоа да се раскомоти едноставно. Температурата во собата да се зимне, исто така. Да не биде внатре сауна, нема потреба. Сигурно не ладно надвор да го изнесеме, меѓутоа да биде една пристојна температура во која што ќе се разлади телото. Друг мит исто е околу туширањето. Многу често ќе ми кажат докторке да се истуширали детето со ладна вода. Ни случајно. Со каква вода? Значи, водата, ако веќе се решиме на туширање, ако веќе се решиме, ако се веќе решиме, нека биде млака, некаде 37-8 степени. Ладни води никако. Зошто? Прво, тоа е страшен стрес за организмот на детето. Шок едноставно, замислите. Вазодилатација направена на телото, вие ставате ладна вода и наеднаш се прави вазоконстрикција. Па повеќе ќе ја зголемиме, после тоа туширање детето ќе вивне уште поголема температура. Така да ефектот лош не е. Исто така тука доаѓаат во обзир и овие разладувања. Значи, народот има милиони, ја не ги знам сите, мислам. Има облоги со оцет, ладни облоги. Ќе ги објасним. Така. Значи, препорачано е овие млаки, дури и пред туширањето, млаки облаки, земете крпа со млака вода, избришете ги рацете, вратчето на детето, ножињата избришете ги, главата не. Класика. Зошто не главата? Не, затоа што нели постоеше убедување дека на главата треба да се стави ладна облога за да се симне температурата. Ја во стартот што која кажав, значи кој е главен командант на целиот тој процес? Мозокот. И ние погрешни информации му праќаме. Ја разладуваме главата, ќе разладиме, а од друга страна ќе се загрее повеќе телото. Он добива информации дека е ладно, дека е разладено и ја подкрива температурата на телото. Значи, обратен ефект имаме. Прва работа. Втора работа, тие ладни облоги, дури и некои лед ставаат на главата. Тоа е страшен стрес за организмот и за мозокот. И не ретко причина за конвулсии.
Неретко е тоа. Оно што најмногу се плашат родителите. Да. Тука е всушност стравот од покачената температура. Детето да не добие фибрилна конвулзија, односно грчеви. Видете, и со тоа многу често сме разговарале со родителите за тие фибрилни конвулзии. Се никој не ги посакува, ни јас не ги посакувам кој ќе ми донесат дете со конвулзии. Не сум многу радосна. Меѓутоа, прва работа што треба да им се покаже на родителите е смиреност. Значи, тоа е таква паника да мислам дека драматична е ситуацијата. Блиска, подалечна роднина и комшилук, сите кои во пижами, кои било како трчаат и сами не знаат каде и сами не знаат што прават. Значи, не воопшто. Прво не е толку страшно. Најчесто фибрилните конвулзии се јавуваат меѓу 6-тиот месец и 5-та година. До 3-та се почести, ретко кога до 5-та година. Што значат тие? Тоа се одраз на еден незрел централен нервен систем. И воопшто не значи дека дете што имало фебрилни конвулзии ќе има епилепсија. Значи едно со друго нема никаква врска, апсолутно. Порано дававме ние значи средства кои што би спречиле конвулзија. Сега веќе не се дава, бидејќи процентот на деца што ќе добијат конвулзии е релативно мал и нема потреба да се даваат диазепами, фенобарбитони и такви работи. При покачена температура нема потреба превентивно чепчот Ни диазепам? случајно, нема потреба. Сега што треба да направат во таков случај? Мислам да ја заборават паниката како прво, да не се паничат, да им се објасни однапред. Знаете, едукацијата е многу важна од страна на матичниот лекар да ги обучи своите пациенти во која ситуација што да направат. Значи, што треба да направат? Прво да не се паничат. Втора работа, да земат да го свртат детето настрана. Да не пикаат во уста никакви лажици, прсти и не знам што све. Да го раскопчаат, да се разлади. Конвулзијата сама по себе ќе се смири. Она што навистина треба да направат, тоа е да измерат колку време траела. Значи, минутажата, бидејќи за евентуално понатака невролошка проценка за да се направи, е важно должината на конвулзијата. И ништо друго. Таа ќе се смири и ќе биде се во тој момент. Не се дават нити диазепам таблетки, ќе ги аспирира детето во плуќе, не може да го олта како. Не се ставаат разни повреди после на устата, прават со разни отварања, затварања. Мислам, не, свртете го настрана, разладете го, ставите му малце млаки облоги, раскомотете го, полека, тивка средина мирна, таа ќе се смири. Ништо страшно. Зборувавме, значи, за... Само уште едно прашање. Кај децата кои што имале фибрилни конвулзии. Тоа е друго. Доколку кача температура, што да се направи? Значи, на не веќе им е кажано и дадено. Тие што имале, значи, направена е невролошка проценка, зависно од состојбата на ЕЕГ-то, неврологот проценил дали тоа дете има толку незрел нервен систем да мора при секоја ситуација на фебрилност да се даде, тој им кажува што и колку, а не редом на сите. Така. Да се вратиме на сите оние народни пристапи за разладување на температурата. Споменавме облоги со оцет и со вода кои што се ставаат на чело, значи тоа никако. Со вода млака, со вода млака, но не на чело. Телото може се разлади. Лади оцет. Зошто не оцет? Класична облога од оцет. Нели сите на глава по еден оцет, целата куќа смрди на оцет, чорапи на оцет и така натаму. Затоа што оцетот има во себе оцетна киселина. Значи, оцетната киселина преку порите на кожата многу лесно може да се пие во телото и да направи метаболичка ацидоза кај детето. Тоа што се рекува сетонемија, тоа? Да, метаболичка ацидоза да има детето. Меѓутоа, ајде да речеме тоа поретко се случува. Локална иритација се прави. Ќе видите, кожичката одмак ќе го препознаете детето на кое што ставале нешто. Целата е црвена, зажарена. Значи, нема поте, а ефектот не е докажано дека си менја температурата. Воопшто. Јас сум слушнала 8 оцет и сенф. Сенф на стапалата? Никако. Сенфот изгореници знае да направи на стапалата.
А ефектот е никаков. Пробано. Се е тоа пробано и затоа и званично објавено дека ефектот никаков не. Резне компир на почерапчињата. Да, ама нема ништо од сето тоа. Пак ќе помогне антипиретикот, ќе помогне млаките облоги, ета. А масирањето со домашна ракија или пак со алкохол, или со медицински алкохол? Медицински алкохол и домашна ракија, да, дури луѓето правеле дома ракија, ова е специјално за здравје, за децата кога имаат температура. Никако. Па алкохолот се ресорбира преку порите, па ние што ќе направиме со тоа, мислам, ќе го алкохолизираме детето, ни случајно. А баш кај што загревање може да направи и алкохол, и сенфот, преска кога го спомнавме, локално, најдено е дека прави всушност локално загревање. Алкохолот па воопшто тој се ресорбира, локални иритации прави, ни случајно, нит со вода разреден, нема потреба. Доволно е само водата без алкохолот. Кога е висока температурата кај детето, родителите во паника обично веднаш одат во амбуланта. Да. Додека детето има температура, дали е тоа погрешен пристап или е правилен? Значи, пак ќе кажам, родителите мора да имаат еден поблизок контакт со својот матичен лекар и со него да се консултираат што се случува. Јас по 5 пати на ден знам да разговарам со едни исти родители и да ја следиме состојбата. У фаза на температура, дете со 39 температура, вие да го изнесете надвор, на овој студ сега, па ќе се шокира, па току вози ќе добие по пат. Ни случајно. Значи се чека. Прво, ќе им се објасни што треба да направат, како да ја спуштат температурата, како да се смири детето, да се даде обавезно нешто за рехидрација. Обавезно, тоа е многу побитно отколку да се трча на лекар. Да пие течности, што сака. Во тој момент кој ќе ми кажат ова не ќе даете тоа што детето сака. Тоа што сок, ама не ќе цеден, не мора да е цеден. Каков било, нас ни е битно течност да биде тоа. Тоа што сака, тоа дајте го. Ако можете средства за рехидрација внатре да ставите, супер, одлично ќе биде тоа. Електролити. Електролити, така. Значи ќе дадете и тоа да се напие постепено, ама не сака устата да ја отвори. Да, и за тоа има начин. Ќе седнете до детето, буквално така сум им објаснувала, ќе седнете со чашата и со лажичката. И на секој 5 минути ќе му даете по едно лажиче. Можете да ставите едно лажиче во устата, не ќе да пие директно, ама по едно лажиче на секој 5 минути, после петото лажиче само ја отвора устата и само сака да пие, бидејќи навистина му е подобро. Прашањето е дали одма на лекар. И што ќе направиме? Обично барат инфузија. Родителите сметаат дека на таков начин ќе се симна температурата. Да, обично се бара инфузија, што нема никаков резон. Оваа фаза сега на грип. Одма на лекар, разбирам, некоја може би гнојна агина, која па треба да одма дадеме. Меѓутоа сега јасно ни е на сите, вирози се во прашање. Клиничкиот наод ќе биде ништо. Значи, ќе најдеме благо црвено грло, секреција од нос, се што иде во прилог на ситуацијава таква како што е. И што сме добиле со идењето на лекар, истите овие совети кои што се дадени, кој знае колку пати. Кога би иделе на лекар? Има ситуации кога треба да се оди. Значи, ако се работи за бебе до 3 месеци, тука неизоставно. Ако детето упорно има температури, повеќе од 2-3 дена, ваќе 4ти ден, детето си гори од температура. Ако почиња една кашлица, која што самите мајки ја разликуваат, докторка ќе рече лошо, многу лошо кашла, на секој 5 минути кашла детето. Веќе тука треба да го преслушаме, да го видиме тоа дете. Пожелно е, веќе во тој период, може би и една лабораторија да се направи, не порано, бидејќи направена првиот ден, баш ништо нема да ни покаже. А сите веднаш трчат во лабораторија? Баш ништо нема да ни покаже, само џабе ќе се боцка, ќе се травматизира, џабе гужвите во лабораториите, а резултатот никаков. Значи, ако веќе поминале 2-3 дена, детето упорно фебрилно е, детето кашла, општата состојба, стално прашувам за општата состојба е лоша, не пие, не ќе да пие, занесено е, конфузно е, поспано е, ништо не сака да јаде.
веќе тоа од прилика ни дава аларм, ни го вклучува дека нешто се случува. А што е тоа што нешто може да се случи? Па супер инфекција, оноа од што дел така и завршуваат вирусните инфекции. Убавиот дел е кој ќе завршат, нели, као грип било, поминало и се завршило. Меѓутоа не е убаво тоа што може да направи компликации. Зошто ги прави компликациите? Видете, па, тоа посебно кај децава што идат во градинка, сите тие се контаминирани со бактерии. Сите. И глупо е да ние зимаме секој втор ден брисеви и да очекуваме дека ќе направиме стерилно дете. Тоа е невозможно. Тоа е невозможно. После 2 сати престои во градинка, тој ќе закачи повторно оно што постојано. Мораксела, хемофилус, стрептококус, пнеумонија, сето тоа, па ќе го има истото. Сега, во оваа ситуација да грипозна инфекција, вирусна инфекција, кога паѓа имунитетот, целата состојба е променета, многу често може да дојде до активирање на овие бактериски, па оваа вирусна инфекција да ни се настави како бактериска инфекција. Тоа ќе ни го покаже и состојбата на детето и лабораторијата ќе ни го каже. Тука веќе има смисол да се даде антибиотик ако состојбата е да изискува такво нешто. Меѓутоа, бара и клинички преглед, не е само лабораторија. Значи, наод на градите навоѓаме дека детето има бронхит, ларингити, што може да има воспаление на ушите, воспаление на синусите, гледате еден гноен исцедок од носот. Сето тоа пнеумоничен наод, исто така. Тоа веќе бара понатамошен третман и лекување на детето. Ќе ги вклучиме гледачите од овој момент. Почитувани, емисијата е Контактна слободно. Јавите се на телефонскиот број што испишан на екранот. Поставете прашање кое што се однесува на покачената температура во детска возраст и секако ќе добиете стручен одговор на оваа тема. Докторке, што ако температурата е предизвикана од некој вирусен предизвикувач, но трае со денови? Па затоа ви велам, после некои 3 дена, треба еден чекинг да се направи. Значи, докторот да го види детето. Сепак проценката на родителите е една, а проценката на докторот е друга. Тој ќе си направи проценка и клинички преглед. Слуша плуќа, гледа грло, гледа уши, бара лабораторија која што од друга страна ќе му покаже дека нешто се случува повеќе. Така, или ќе рече не, ова е една вообичаена вирусна се уште инфекција на која што и треба подолго време за да се смири. Дали се препорачува давање на урбазон за да се намали температурата? Бидејќи тоа е нешто исто така што родителите инсистираат да го добие нивното дете. Да. Значи тоа јас се ужасавам кога ќе видам дека дадено урбазон се дава, ама се има индикации кога и зашто, затоа и постои тој лек. Меѓутоа за покачена температура ни случајно уште повеќе го компромитираме имунитетот на детето. Уште повеќе. Значи, се има урбазон, тие субглотични ларингити, каде што имаме гушење, каде што треба веднаш да реагираме, да се... Иако има и тука стапки на реакција, се знае. Прва стапка, втора, трета, последна стапка е урбазонот. Ако мора да го дадеме, ќе го дадеме, или некоја анафилаксија, алергиски реакции, све. Ама за покачена температура, урбазон, ни во кој случај. Сега, доколку детето има покачена температура и кашлица, дали тоа значи дека веднаш проблемот се симнал на белите дробови? Да, значи затоа реков дека треба да се лекар да си го види детето. Родителите исто така се плашат од кашлица. Кашлицата е нормална. Зошто е нормална? Затоа што вирусот, меѓу другото, како ги воспалува, ја воспалува слузницата, тој прави аплатирање, ние го викаме аплатирање на слузницата. Што значи тоа? Измрзнување. Сите оние заштитни ресички што ги има слузницата ги снемува, се уништуваат. И таа станува мазна. И тоа одличен пример вие што се случува кога ќе ми кажат, ама само што ќе земе воздух, особено ладен воздух надвор и почиња да кашла. Да, иритација. Чиста иритација, затоа што слузницата е аплатирана. Сега видите, време сака за да се таа слузница рехабилитира повторно. И до месец дена децата прокашлуваат, меѓутоа проценката на лекарот е таа
кој тип на кашлица е, дали има да градите наод или нема. Зашто може се да се даде за да се спречи кашлицата? И дали воопшто треба да се приметнуваат? Кашлицата има заштитна улога. Рековме, постојат некои тие ресички кои што практично го изфрлаат секретот. Меѓутоа, некогаш знае да биде многу иритантна и многу да го вознемирува детето. Овие сирупи што ги имаме во продажба, ја нешто многу некако ми немаат некој многу голем ефект, и ако има. Со секретолитиците сакав да кажам дека треба да бидеме многу внимателни. Што значи секретолит? Тоа се раствараат секрет? Бисолво, например, солволан сирупите кои што го разредуваат секретот. Многу внимателни. Зошто? Затоа што тие во принцип не се даваат на деца до 2 години, бидејќи тие деца не знаат да кашлаат, не знаат да искашлуваат и ќе ни се напуни тоа дете со секрет до горе, па после ќе се чудиме што ќе правиме. Така да пред 2 години никаков секретолитик не се дава. Сега инхалациите тука знаат да помогнат кај децата. Особено, значи ако не се работи за наод на градите, тогаш би го смирило детето инхалации или со физиолошки или уште подобро со хипертон раствор, синомаринот, ампулите. Хипертон раствор тој многу благопријатно делува на слузницата од една страна, а од друга страна прави лоша средина, неповолна средина на вирусите. Бидејќи е хипертон 2,3% солен раствор и тоа е неповолна средина за вирусите. Така да имаме тука двојна корис од давањето и имаме една смирувачка. Ја овлажнува слузницата, ја смирува слузницата, така да јас би им препорачала со хипертон раствор да се направи. Кај поголемите. Кај помалите, испод 6 месеци, физиолошки раствор. Сега, малите бебиња кои ќе качат температура и ќе им се затне носето, не можат ниту да цицаат, ниту да се хранат. Што се препорачува во таква ситуација? Значи, прво да видиме дали е тоа дете болно. Зошто му е затнато носето. Некогаш најобичен секрет, мајките се плашат, и најобичен секрет ќе го затне носето на бебето. Мало бебе, прво, јас често пати ги речам, не смее да биде болно. Не смее да биде болно затоа што мора да се внимава на бебето, затоа што се е проблематично. Меѓутоа, за жал, многу често навоѓаме дете, мали бебиња, кај кои што се влечеме недела, 2 недели, па физиолошки раствор се става во носенцето за да попушти таа затнатост, и едноставно во една не моги да се направи ништо, ајде ќе земеме бриз. Па многу пати сум се изненадила што све ќе најдеме кај бебе до 3 месечна возраст. Дали е тоа интрахоспитално донесено? Дали е накнадно од сите оние посети кај нас што се вообичаени да го видат бебето? Особено сега во оваа ситуација. Не знам, меѓутоа ако имаме постари братчиња, сестрички, постари од градинка носат, или на училиште. Знаете што, некако не ги сваќам, јас скоро објаснував на едни родители. Бебе многу мало, прематурно, 1,9 кг. И ја пред мене ги гледам, затоа се задржувам со нив подолго време, за да им ги видам манирите на родителите, да проценката да им ја видам. Го земаат бебето, го ставаат тука, и ја веќе тука се ужаснувам. Викам, знаете ли ваше во палто овдека што све има? А тоа е нормално рефлекс за цицање. Ќе го допрете тука и тоа почиња да цица. Што све ќе влезе во тоа бебе? Ставите пелена, една чиста тетра пелена, не детето да допира со носот, со устата до се и се што мислам. Внимавајте на тоа. Али затоа се секираат многу ако рацете ги стави во уста. Не се секирате, тоа е нормален рефлекс на развој на детето. Меѓутоа рачињата да се чисти. И не секој што дојде да го фати детето за рак. Има потреба. Така да, носето кај детето знае да биде многу проблематично, се става физиолошки раствор, се чисти носето кај детето, а ако гледаме дека таа состојба ни продолжува,
Не е лошо да земеме бриз, бидејќи ќе се изненадиме многу пати што све ќе најдеме. Вела дека не се препорачува ниту да се бакнува мало бебе. Да, главчето позади, само таму. Никаде на друго место, затоа што сите ние имаме нормално во устната празнина, во носот бактерии, секој што ќе дојде, ајде да речеме, бебето можда е научено на флората на мајката. Ама секој што ќе дојде да го бакнува, да го држи, да го допира до својата облека. Не, многу треба, особено сега, постојано зборувам, постојано, ве молам, не ви требаат повојници, не ви требаат гости сега. Дајте да помине овој период, овие 2 месеци, па после друга приказна ќе биде. Значи трпеливо во овој период и малку поразумно. А што се однесува до децата кои што имаат покачена температура, обично одбиваат течности, но објаснивте на каков начин да се дадат, но и да јадат. Тоа е голема грижа и за родителите. Бабите, дедовците се секираат, детето ништо не јаде. Дали е нормално дете со покачена температура да не сака да јаде, треба ли да се инсистира? Да, знаете што јас, сила да се даде оброкот? Ќе дојдат од се, детето болно, се што може да има, нели, тој е посериозниот дел, али никој акцентот на тоа не го става, него акцентот се става на тоа ништо денеска не е јадено. И јас само ги прашувам. Добро, вие кога сте болни, дали јадете? И ќе застанат. Па не. Па како очекувате и детето исто? Не може, нема апетит. Нормално, болно е тоа дете. Значи, не инсистирајте. Само полошо може да се направи. Детето ќе се исповраќа, па уште полошо ќе направиме. Дајте му нешто да, ако сака нешто, ќе го понудите со оноа што највише сака во моментот. Буквално, нека е нездрава храна. Немојте тогаш да спроведувате здрава исхрана, нели брокула и не знам што, кога детето е болно. Дајте му само тоа што сака. Ама сака само смоки, дайте му ги. Ништо нека касне, нешто. Сака само грисина, дајте му. Тоа што сака, само тоа дајте му. Бидејќи се друго ќе биде многу проблематично. Нормално дека нема да тоа ќе биде малку све. Меѓутоа, еден од знаците на влошување на болеста или на подобрување на состојбата на детето е и апетитот. Ако ние од дете кое што вака така било со нешто јаде, намалено све, идеме кон дете што ништо не сака да стави во уста, ни капка вода да стави, ни тоа значи дека состојбата ни е влошена. Затоа и реков дека многу е важно проценка да се направи на состојбата, општата состојба е поважно отколку самата температура ние диктираат. Во 11 беше толку, во 1 саатот беше толку, добро, окей, толку била. Како е детето? Каква состојбата го е? Така, но родителите кои ќе успеат да ја симнат температурата на детето имаат чувство како кризата да поминала. Да, а не е така. Не е така. Посебно овие компликации што ги реков, бактериски суперинфекции, влошувања, тие као двогрба камела знаат да изгледат. Значи имаме една вирусна инфекција која што во еден момент гледаме дека ни се подсмирува, детето станува добро, не поминало еден ден, имаме нагло влошување. И народот тоа го вика, го повтори грипот. Не го повтори грипот, него детето во меѓувреме направило некоја суперинфекција која што веќе сега треба да се третира сериозно. А може да закачи плюс уште некоја вирусна инфекција да се скомбинира? Може, апсолутно може. Па ја затоа устав ги набројав сите вируси могучи што сега циркулираат и затоа ќе речат леле, ова зимо секој месец имаше грип. Не е се грип све. Има 1001 вирус кои што циркулираат, кои што еден со друг не си прават имунитет. Не, нити па вакцината не штити од сите могучи вируси. Кај децата кој што може да се почека со давање антипиретик, кој што се на возраст каде што може да се чека до 38,5. Еве во текот на денот не се дава антипиретик. Температурата е таа. Дали вечерта за детето убаво да одспие, па и семејството е пожелно да се даде средство за симнување температура? Да. Ако е температурата над 38, и јас препорачувам, треба да се одмори тоа дете. Треба да се му треба одмор малце, да се одспие, бидејќи сепак на 38,5 не може да спие детето. И пак ќе речам општата состојба, дали е свесно, дали е комуникативно, дали е конфузно. Има деца конфузни каде што треба да реагираме.
Така да пак проценка да се направи, меѓутоа навечер е добро да се одмори малце и детето, ама и родителите. И родителите, така. И родителите да се одморат. Ова е период кога навистина децата се болни со покачена температура. Колку често во амбулантата имате родители загрижени кои што се јавуваат токму за овој проблем? Па видете, сега е зголемен, огромен е бројот, меѓутоа пак ќе ви кажам, ние контактираме доста прво телефонски, ќе ми објаснат за што се работи, да направам проценка дали може да почекаме. Ако може да почекаме со тоа што кажувам, следете го, ова. Во колку нешто имаме проблем со се ова што сум ми кажала да го следите, веднаш ќе ми се јавите. И ќе дојдете. Така да пробуваме сега да не се ствара една огромна гужва, бидејќи знае една панична атмосфера да биде, еден куп деца, па се пренесуваат едни на други. Па врв на сето тоа е кој ќе дојде некој затоа што само прокашлало. Истото тоа го зборувам јас на пациентите и за одењето во Козле или на детска обично клиника. навечер. Притисокот им е на колегите огромен и затоа и апелирам и до моите колеги. Покушавајте да ги вразумите родителите за едно обично прокашлување во текот на ноќта, да не трчаат таму, бидејќи таму ќе закажат уште повеќе вируси. Кој знае што све може да залепат во една чекална кога седат сите заедно. Така да малце критичност кога има потреба секако, ама критичност малце, да, секој си го сака своето дете, ама јас родителите обично велат, ама знаете докторка, ја од страв. Ја многу се плашам од страв, отворив антибиотикот и му дадов. Сега викам вака, вие сте направиле сте составиле себе пред детето. Затоа што вашиот страв пред имунолошката состојба на детето сте го ставиле. Вие плашете се. Апсолутно, ја не ви бранам да се плашите и треба да си се плашите. Меѓутоа, рационално да размислувате во корист на детето, а не во корист на вашиот страв. Антибиотикот може да влоши имунолошката состојба на детето, наместо да помогне, да одмогне. Па да одмогне секако, па ја уништува стомачната флора, а ние знаеме дека тука тоа е еден од главните имунолошки органи кај децата. Така да зошто да го дадеме? Само да уништиме стомачната флора и после тоа веќе накнадно се што може да не се случува. Така да, многу треба да се работи со родителите, да се зборува, да се обучуваат за секакви ситуации и мислам, многу ми се благодарна точно заради таа обука што ја правиме и се смееме, викам, ако ви треба помош, можеме да дојдеме и ние знаеме више све. Така е. Да, тоа е помош на нивните деца всушност. Јас ви благодарам многу за вашето денешно гостување во магазинот за родителство 0+ месеци, за прекрасното појаснување на оваа тема која што е исклучително честа состојба, особено во детска возраст. Така, благодарам и јас и се надевам дека ќе биде од корист за родителите. Верувам и јас. Ви благодарам уште еднаш за гостувањето. Ќе им се заблагодарам и на гледачите што и денеска беа заедно со нас во магазинот за родителство 0+ месеци. Почитувани, ви посакувам пријатен ден, добро здравје за вас, но и за вашите деца.